натаму. Деновиве во Стокхолм се одржа првиот светски конгрес за сексуална комерцијална злоупотреба на децата. Учествувавте и вие, и какви се вашите сознанија, впечатоци? Што беше договорено таму, господине Змијанац? Беше договорено да евентуално се попреки или стави крај на детската злоупотреба во сексуални цели, што значи да се стави крај на детска проституција, секс туризам и детска фотографија. Секако, како еден глобален светски процес, се договоривме да заеднички, после конгресот, сите действуваме во средините на место на работа живење, разбира во координација, кооперација и колаборација со како невладините организации кои водат грижа за заштита на правата на децата, така и државните институции специализирани за грижа за децата во државите кај што действуваат невладините организации кои беа учеснички со свој делегат во Стокхолм. Да, господине Змијанац, во последно време се почесто и на вашата СОС телефонска линија се јавуваат деца и загрижени родители со своите приказни, со своите истории за сексуално малтретирање. Дали се тие расположени, колку се расположени и за поблизо контакт, односно идентификација своја и на сторителот на злоделото? Неодамно одржавме пресконференција по повод 3 годишниот извештај, каде што новинарите беа информирани и запознати за еден навистина голем број на разговори и јавувања, 10.000 јавувања. Децата, откако дознаат за СОС линијата, прв дежурен експерт телефон за деца и млади, се повеќе проговоруваат за своите проблеми. Првата и втората година беа карактеристична меѓу децата и младите фамилна ституираност и агресија, додека најновите податоци покажуваат последната година пораст на деца и млади и нивни родители кои се јавуваат со проблеми поврзани со насилство, вербално, сексуално, физичко, како и проблеми поврзани со зависности, наркоманија, комар, питачење, проблеми поврзани со сида и предвремено стапување во меѓуполови односи. Секако амбасадата преку својот СОС телефон не останува на ниво на далеко во знак на водници советодавна улога, иако нашите волонтери ќе кажат дека тие никогаш не дават готови решенија и сугестија, туку секогаш се обидуваат со соговорникот заеднички да го решат проблемот и многу често ги упатуваат децата кон своите родители, бидејќи сметаат дека тие најмногу може да им помогнат. Но онаму кога ќе се случи навистина прекин во комуникација меѓу родителите и децата, тогаш се обидуваме на детето да му помогнеме, доколку не успееме преку СОС линијата, се закажуваат разговори како психолошко советувалиште, значи личен контакт со нашиот волонтер, но имаме и други форми на разрешување на проблеми со кои се среќаваат децата.